Во претходната емисија го објаснивме терминот Македонија, односно името Македонија, со помош на денешниот македонски јазик. Се надевам гледачите тоа добро го разбраа. Како потврда за овој наш став и за наше гледање, се користевме со каменот од Розета, ја најдовме таму таа потврда, како и со Google Translate. Се надевам гледачите има можност и сами да се уверат на собствените компјутери во собствениот дом и да го потврдат она што го говоревме. Денешната емисија ја насловивме "Дали навистина не знаеме кои сме". Овој наслов просто се наметнува самиот од себе со оглед на ставот на нашата историографија и образовниот систем, кој практично ништо не кажа за нашите древни корени, за јазикот, писмото, религијата, етногенезата на нашите древни предци, древните македонци. Од 1950 до 1991 година, до самостојањето од Југославија, темата Древна Македонија и Александар и Филип беа вистинска ерес. Живеевме во една југословенска држава во која се форсираше словенството за сметка на нашите древни македонски корени. Едноставно се прогласивме за дојденци на трапници од заткарпатските мочуриште, за разлика од сите наши соседи кои ги приграбија древните корени, античките корени. Сите тие ги учат своите деца дека се милениумски народ, со милениуми постојат на овие простори, за разлика од нас. Ние толку впечатливо се оддалечивме од своите корени, што не зачудува што ги имаме денешните проблеми, вакви како што ги имаме со нашите соседи и со нивните европски сојузници. Дури имавме и председател на држава кој децидно кажа: ние сме словени, дојденци од заткарпатските мочуришта, за античките македонци не знаеме ништо, тие не се наш народ. Ние немаме ништо заедничко со нив, што денес нашите јужни соседи поприлично го експлоатираат. Кога ние кажавме дека не знаеме кои сме, се најде некој кој кажа дека знае кои се античките македонци, па си ги присвои. Кога веќе кажавме дека не знаеме кој бил нивниот јазик, писмо, религија, култура, се најде друг кој што кажа дека знае кои се и си ги присвои. Кажавме дека не знаеме кои се илирите, кои се дарданците, па се најде друг кој што ги присвои. Меѓутоа, тука се крие една мала тајна намера за асимилација и на поширок простор. Во подочнешните емисии ќе видиме, кога ќе зборуваме за Илијадата и македонските корени, врските со нив, ќе видиме дека илирите се од лозата на Дардан, од лозата Тројанска. Потомци на Илир се Трибал и Пеон, во чие време се дели царството на Трибалија и Илирија. Трибалите се потечение на реката Морива, а пеонците се потечението на реката Варда. Тоа значи, ако некој предјавува аспирации према Илирија и Дарданија, тој предјавува и аспирации спрема Трибалија и Пеонија. Тоа значи територијата на денешна Србија, денешна Македонија, малтене целиот Балкан. Овде имаме еден невиден апсурд. Не знам дали има друг пример во светот таков. Јас сакам пред македонската јавност да покажам неколку древни карти на кои што ќе забележиме еден интересен податок. Пред мене една збирка на стари мапи во издание, односно авторство е на Илија Петрушевски, од збирката на карти што се наоѓаат во Универзитетската библиотека. Ова е една од најстарите карти, картата на Птоломеј Клавдиј. На неа, ако добро се зумира, може да се забележи во централниот дел на Балканскиот полуостров Македонија. На нејзе не гледаме ниту една позната држава од денешните држави на Балканот. Овде нема Србија, овде нема Грција, овде нема Бугарија, нема Албанија.
Ја гледаме Македонија во централниот дел. Јас би замолил режијата да покаже првиот слайд што го подготвивме, или првиот телоп, на кој што е мермерната карта од Рим. Тоа е огромна карта, 4 метарска, се наоѓа во римските музеи. На неја може да се забележи исто така дека во централниот дел е Македонија. И на ова карта не ги гледаме грците, србите, бугарите, албанците. Зашто ова го потенцирам? Подоцна сите тие ќе не негираат. Оние кои што ги нема нигде во древноста, за разлика од Македонија, ќе не негираат. Да видиме следната карта која што извод една америчка Библија. Тоа е неслучајно ставено во Библијата, затоа што периодот пред Исус Христос, значи вековите пред раѓањето на Исус Христос и после тоа, е време на создавање на христијанската религија. И неслучајно оваа карта од римскиот период, од времето на Рим, во неколку бои се означени периодите на неколку римски владетели, во централниот дел повторно е Македонија. Нигде нема Србија, нигде нема Бугарија, нигде нема Албанија, нигде нема Грција. Сигурно римјаните знаеле со кого војуваат. Имале представа кој живее на Балканот. Првата грчка држава е формирана 1830 година. Никогаш во историјата пред 1830 година не постои држава Грција. Ниту на една карта нема никој да може да најде Грција. Не може да најде ниту Хелада. Едноставно таква државна творба не постои. Во теоријата на државата и правото позната е дефиницијата за држава. За се третира една држава треба да постои територија, треба да постои суверенитет на таа територија, треба да има централна власт, значи централна војска, централна монета, централно административно управување. Такво нешто немаше. Таква државна творба имаа само македонците. Тоа го објасниме во претходната емисија, нема да го повторувам. Еден друг податок. 1814 година е кренато востанието за ослободување на Грција. Водач на тоа востание е Јоанис Каподистрија, руски гроф од грчко потекло. Покренато е, значи, ослободителниот фронт е основан во Одеса, од каде што 1814 година Јоанис Каподистрија упатува писмо до европските владители, кои што имаат конгрес во Виена. Податоков е од книгата на Блаже Ристевски «Историја на македонската нација». Што таму ќе видиме? Ќе видиме дека европските владели одговараат дека држава под име Грција и народ Грција не постои. Тоа беше во почетокот на 19. век. Денеска е, сите ја знаеме, приказната сосем поинаква. Тие дојдоа грците, односно данајците, грците е термин од 19. век, тој дојдоа како данајци во 8. век пред нашата ера, како што опишува Есхил во својата книга Прибегархи, во бела облека црн тен. Значи, антрополошки се разликуваат од древните македонци, кои според описите што ги наоѓаме кај древните автори, тие биле со руси коси и сини очи. Меѓутоа тоа не им сметаше во 19. и 20. век да не присвојат и да тврдат дека древните македонци биле грци. За жал, Европа ова го превидува. Десетина пати се проширува Грција од 1830 наваму и секогаш на сметка на македонското православно население. Другиот апсурд. Во 680 година на Балканот доаѓаат бугарите на чело со Аспарух. Тоа се народ од татаро-монголско потекло, со жолтен, значи антропологија на жолтата раса, со коси очи, испакнати јаболчици, дојда на коњи во свилени шалвари, со избричени глави и по 1 до 7 печени, зависно од статусот што го имале. Во раката држаа стап на кој беше закачена конјска опашка наместо знаме, а под седлото живо месо ала татар бифтек. Може би и по тоа ова јадење е именувано. Меѓутоа, и тоа не им сметаше. Гледаме дека антрополошкиот опис е сосема друг, поинаков од антрополошкиот опис на македонците. И нив не им смета да не присвојуваат.
Иако дојденци во 7 век и тие се прогласија за антички народ, сметајќи на сукцесијата со тракиците, тие се измешаат со тракиците, тоа не е спорно, и ги приграбија древните корени. Албанија како држава се појавува во 20 век, 1912-13 година. Меѓутоа и тоа и нив не смета да се прогласат за древни народи. И тие ги учат своите деца се милионимски народ, со милионимски корени на Балканот. Се разбира, тие тоа го направија врз база на сукцесијата, со наследството илирско и дарданско. Тие се прогласија за наследници на илирите и дарданите. Наследници на илирите и дарданите се прогласија и србите. И сега имаме уште еден абсурд. Два народи со два различни јазика, култура, традиции и обичаи, потомци на еден исти народ, илирите и дарданите. Србите исто така, дури напиша и книга Србите народ најстар. И тие ги приграбија древните корени. И тие покажа асимилаторски способности, односно аспирации спрема нас. Додуше не можеме да кажеме го признаваат македонскиот народ, но не ја признаваат македонската црква. И тука имаме еден невиден абсурд. Српската црква е основана од Свети Сава 1219 година со одвојување од Охридската архиепископија. Подоцна тие ги купија македонските епархии во 1924 година за 1.500.000 швајцарски франци во злато. Па не им смета да кажат дека македонците се срби, дека македонската црква сушност е српската црква. Абсурдот е во тоа што сега црквата ќерка испадна мајка на својата мајка црква. Невидено. Уште една работа кога се работи за Србија и српските владетели, која што не е расчистено од нашата историографија, се премолчува. Јас дојдов до една книга од српскиот академик Љуба Стојановиќ, академик на Српската кралевска академија, објавена 1905 година во Белград, во кој што ја насловил Стари српски записи и надписи. Во неа нема никакви коментари, никакви објасненија, само се објавени стари документи кои се однесуваат на Србија и српскиот народ. Интересен податок во неа се наоѓаат неколку податоци кои ги засегаат и македонците. А тоа се записите од времето на кронисувањето на цар Душан, тој се знае дека е кронисан во Скопје. Овие документи ги откри чешкиот научник Шафарик, денес се познати на целиот свет, копии има во Белград, во Загреб, во Скопје, во Софија и во други центри. Кај нас ги има во Институтот за национална историја. Во нив на едниот напис е наведено дека цар Душан е македонски цар, но во исто време и владетел на србите, хрватите, бугарите, арбанасите, угровласите и така натака. Внимавајте, македонски цар, а законикот, што е донесен во тоа време, српскиот граѓански законик, еден од најстарите во Европа, е именуван како законник на македонскиот цар Душан. Не измета и тие да пројавуваат аспирации кон Македонија, без оглед на ваквите факти што ние ги имаме со кои што располагаме. Меѓутоа, интересна работа. Најголемиот абсурд, што сега никому во Европа не му смета што сите овие наши соседи ги приграбија древните корени. Сите се прогласија за милионимски народи. Тие никој од нив не го оспорува тоа. Се оспорува само Македонија. Единствената земја од Балканот и Европа која што имала држава пред Христа, единствениот народ што е запишан во Библијата и под исто име обстојува и денес. А како и да не признаат? Кога самите ние не се признаваме. Самите кажавме дека сме дојденци, натрапници, освојувачи на овие простори во 6 век. А на дојденците, натрапниците се знае што им следува. Сакам да ги подсетам повозрастните гледачи на телевизија Сонце, но ние времења кога живеевме во заедничката држава Југославија, посебно во периодот од 45 до 91 година, кога Македонија се осамостои од Југославија, секоја прослава нашите политичари и историчари ја починија со зборовите: ние сме млад народ, млада држава.
толку млади, небаре некрстени, па може би затоа се согласивме да разговараме и преговараме за името. Би сакал да го потенцирам и следниот податок. Во 6. век и да имало доселување од некакви Словени, од зад Карпатите, од преку Дунав, никако не може да влијае на нашите древни корени. И да дошле, што не е така, ќе го видиме во следните емисии, тие се измешале со некого овде. А тоа се древните македонци, тие никаде не отидоа, не испарија, не потонаа во земја. Не се познати во историјата погроми од кои ќе се види дека тие се раселили на други страни. Такви историски факти и податоци нема. Значи, по пат на сукцесија и ние сме древен народ. Не знам зашто некому му смета сега ако се представиме како древен народ, потомци на древните македонци, потомци на Филип и Александар. Не им сметаме, не ги оспоруваме нашите соседи. Не ни смета ако тие се сметаат за потомци на Александар и Филип. Ние гледаме денеска, идеме во Грција, во Бугарија. Можеме да приметиме дека сите грци не се со темно модерен, не се сите дојденци од Африка. Огромен број од денешното грчко население се луѓе со бела антропологија. Значи потомци на древните македонци, на древните венети, древните пелазги. Ќе го видиме тоа во наредните емисии. Не се сите жители на Бугарија со жолт тен. Не се сите од татаро-монголско потекло. Имаме огромен број кои што имаат антропологија на бел човек. Тоа се сите предците на древните венети, на древните пелазги, древните жители на овој Балкански полуостров. И кога некој ќе ми рече зашто да се копа по корените, тоа може да ми донесе само зло, јас можам да го кажам следното. Во ова зовриено буре барут во кој што секој со секого е закрвен, сметам дека само минатото може да не спои, само минатото може да не сближи. А тоа е заедничкото пелазгиско, венецко минато. Нашите древни предци. Во крвта на сите денешни балкански жители тече венецката и пелазгиската крв. Генетиката тоа како наука го потврди. Јас не можам да се сложам со констатациите на нашите историчари, не можам да се сложам со концепцијата на нашиот образовен систем. Јас не се сметам за дојденец, јас се сметам, јас како древни своји предци ги сметам древните македонци, затоа што не можам да дојдам до историски податоци. Почнав сам да трагам по сопствените корени. Тоа го чинам повеќе од 30 години. Меѓутоа, до 1991 година можностите да се осознаат сопствените корени беа многу мали. Немаше литература, немаше преводи на древните автори. Еко ги имаше, тие се беа пристапни само на одбрани, за одбрани луѓе, за мал број на луѓе. Ги немаше по библиотеките, ги немаше вклучено во образовниот систем. 1992 година ситуацијата се менува. Почна да се преведуваат древните автори, така да македонецот сам можеше да се ги осознае своите корени. Можеше да го прочита Хомера, можеше да го прочита Херодота, Страбон, Аринијан, Јустина, можеше да ги прочита древните трагичари. Тоа го сторив и јас. Но сега се случува еден нов абсурд. Иако се отворија широки можности со пристапноста на древните автори, повторно луѓето кои се најповикани за таа работа молчат. Молк за древните корени и понатаму што за мене е неразбирливо. Затоа се јави една група на самостојни истражувачи со разноразни образовни квалификации, меѓутоа големи почитувачи на македонското дело и на македонските древни корени, почнувајќи пред се од професорот доктор Ташко Белчев, професор на Краковскиот универзитет, кој напиша огромен број на книги, даде огромен придонес во расветлувањето на македонските древни корени. Се јави Ангелина Маркус, Маргарита Китанина Ивановска, Васил Лилов, Тихомир Стојановски, Ристо Ивановски, посебно професорите Аристотел Тентов и академикот Томе Бошевски. Нивните дела то прва ќе ги видиме и нивното, значи, мислам дека особено ќе одекне во светската јавност. Сите овие сврлија светло на древните македонски корени. Реакцијата на ова беше прво од светот.
се јави огромен број на светски, посебно европски политичари, олеснувачи, посредници, кои што доаѓа овде и не советува да престанеме да се вртиме назад, да престанеме да копаме по минатото, како да копаме по туги дворови, да гледаме напред. Не ми е јасен тој став. Кому му смета? Ние ги признавме сите наши соседи. Го сменивме уставот, во смисол на промена на знамето, во смисол се откажавме од грижата за нашите сограѓани во соседните земји. На тој начин им покажавме дека немаме никакви аспирации спрема нашите соседи. Што за возврат добивме? Го добивме она што секој ден го гледаме по нашите медиуми. Откажете своите древни корени, сменете го образовниот систем, сменете го името, за да можете да бидете примени во друштвото на европските народи, во европското семејство. Што е по мене нечуена работа, некогаш Европа за ова ќе се срамува. Ова мене не ме зачудува. Нашите соседи, кои што ги знаеме, такви какви се, наши соседи се, со нив треба да живееме на овие простори, но мене ме загрижува нешто друго. Не загрижуваат домашните политичари, историчари, колумнисти, аналитичари, кои што ги зазема слични позиции како нивните европски колеги и како некои нивни колеги во соседните земји. Почна да фрлаат дрма и камења по сите оние кои што се обидоа да копнат подлабоко од 6. век, кои се обидоа да ги осветлат древните македонски корени. Тие ги прогласија сите луѓе кои што го чина тоа за антиквизатори, значи ги обвинуваат за антиквизација и наметна во низата расправи уште една нова поделба, тоа е поделбата на антички и словенски македонци. Кога сме веќе овде, би сакал веднаш да кажам дека терминот антиквизација е непримерен за Македонија, неприменлив. Од проста причина, Македонија сама по себе е древна земја. Го спомнавме тоа, ќе го потенцирам неколку пати. Единствен народ што имавме држава пред Христа и единствен народ што сме влезени во Библијата од денешните европски народи, а да обстојуваме и денес со истото име. Што се однесува пак до поделбата на антички словенски, ќе кажам, антички или словенски, ние сме само македонци. Некој се обидува македонството да го замени со термин словенство. И тука е големиот обид, големата измама македонецот да забори на своите корени, да може полесно да биде асимилиран. Да се асимилира уште ова слободно парче македонска земја и уште ова мал уброен македонски народ што остана од големото македонско јато во древноста. Македонското име со континуитет постои повеќе од 7 милениуми. Тоа го објаснивме во изминатата емисија. Примерот беше Градешници и каменот што го чита Васил Илјов како Зетпир македонски. Се разбира и каменот во Богаскеј во Турција, некогашната престолнина на китите, Хатуша, која што ја прочита чешкиот лингвист Беџих Хрозни како човек македонец. Значи, уште пред повеќе од 7000 години ние спомнуваме името Македонија и македонец. Овој податок ми е од книгата на Маргарита Китан Ивановска, Букварот, една прекрасна книга, која што дава изворедна можност македонците да си ги осознаат своите древни корени. Прашањето дали сме антички или словенски е политичко прашање, а не историско. Тоа го поставуваат оние кои што сакаат да го асимилираат македонскиот народ. За жал, овде имаме голем број на измекери кои што им помагаат во тоа. Јас нема да ги именувам како предавници и како петоколонаши, него со вистинскиот термин кој што им прилега, а тоа е измекери. При тоа сакам да им се извинам на сите оние македонци кои што го заработуваат својот леп,
главени како измекери кај сите работодавци да ги вршат највалканите работи затоа што тоа го прават за да се прехранат. Меѓутоа не можам да им простам на овие измекери кои што ги продаваат македонските корени, кои што работат на тоа да се заборават македонските корени. Уште еднаш да потенцирам за да може полесно да биде асимилирано уште ова мало парче слободна македонска земја.